Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Најголемиот скандал на непотизам во историјата на Македонија не смее да заврши само со минорни прекршочни мерки и потоа се да остане како што било до сега. Овде во најмала рака потребна е оставка. Оставката на Тања Ковачев е нешто што најмалку може да го направи таа самата во моментов. Да подсетиме дека сопругот на пратеничката Тања Ковачев, Дејан Ковачев, без соодветно образование беше вработен во АД Аеродромски услуги, аеродроми на Република Македонија. Сестрата на истата пратеничка Катерина Хаџиевска-Екимовска беше вработена во УЈП како инспектор за игри на среќа. Зетот за сестра Бобан Јакимовски беше вработен во водовод и канализација Скопје, а Елеонора Фунду, Золвата, односно сестрата на сопругот на пратеничката, беше поставена за председател на надзорниот одбор на АД Аеродромски услуги аеродроми на Македонија, каде што работи Дејан Ковачев, сопругот на Тања Ковачев, жената која што ги вработи целата своја фамилија и беше рекордер во непотистички вработувања. Срамота е Тања Ковачев да помине само со парична казна од неколку стотина евра. Практично сите овие вработени од нејзина страна, од нејзиното потесно семејство, каде што се утврди дека влијаела да ја донираат казната, се ќе си остане по старо. Затоа потребна е нејзината оставка. И на сите други, исти како неа, кои што влијаеле, потребно е да си дадат оставки. Најважно е дека никој од овие луѓе вработени со влијание на Тања Ковачев од нејзиното семејство нема сносено морална одговорност да си даде отказ од работното место каде што се вработени со влијание на Тања Ковачев. Иако се работи за класичен непотизам кој се гледа од далеку, никој не се одважи од нив да даде отказ. Очигледно, парите, високите примања, бенефициите им се посладки од се останато. Очигледно дека овие луѓе немаат ни срам и воопшто не им значи болката на сите оние фамилии кои немаат ниту еден вработен во семејството и сите оние фамилии кои што трпат за корка леп. Тоа е се што треба да знаеме за матрицата и функционирањето на СДСМ и нивните функционери кога тие се на власт. Очекуваме дека антикорупцијската комисија ќе се одважи и ќе се охрабри, проложи и понатака ваквите случаеви да ги решава онака како што правото, но и моралот и етиката налагаат. Епидемијата на непотизмот на власта на СДСМ не смее да се решава според народната поговорка кучињата лаат, караванот си врви. Бидејќи во сите случаеви се работи за огромни пари, пари на граѓаните, кои се трошат за плати, надпросечни плати, на блиски роднини на функционерите на власта на Зоран Заев. Непотизмот, криминалот, корупцијата, злоупотребите на оваа власт и Зоран Заев не оддалечуваат од Европа се повеќе и немаат никаква, ама баш никаква врска со европските вредности и принципи за кои што се обидуваат да ни говорат СДСМ. Се дури е на власт овој криминален картел нема да има ниту суштински реформи, ниту пак напредок за Република Македонија. Единствена успешна метла која може да исчисти е таа која што ќе зафати најпрвин Зоран Заев, а потоа и целата криминална багра околу него. Нормално, тоа се граѓаните кои што ќе ги исчистат на наредните избори за избор на влада. Благодарам.